Тие се обидуваат како мачка да рипнат во очи. Но они заборавиле дека ние сме лавови. Само едно можам да заклучам. Е дека Фројд работи кај нив. Тоа што тие го мислат, тоа што тие го правеле, мислат дека сите ние го правиме. И они мислат дека ако тие така фингирале процеси и рушеле влада на времето, преку така наречената обоена револуција, со лаги, со конструкции, со клевети, со фингирани процеси во судството, во обвинителството и така натаму, дека и сега и ние така работиме. Не. Многу едноставно. Бегалецот е обезбеден од страна на органите на редот. Се понатаму е одлука на друга власт. Тоа е судската власт. Тоа нема никаква врска со владата. Но подсвеста е чудна. И сега секој од нив се преиспитува што знае ова лице. И сега тоа ги буши. И сега си викаат, чекај, јас ово и вака правев. Може тоа ќе излезе сега, па да не се прошири делото. Од лотарија да преидеме во здравство. Или па може би нешто поврзано со вториот дел од вашето прашање, со канабисот. Сега седат и се вознемирени. И размислуваат. И совеста работи, грижата, како може сето ова да заврши. Затоа што повеќе го нема Љупчо Коцевски, повеќе ги нема луѓето кои Љупчо Коцевски да бидат нивниот последен штит, сега ќе дојде нов независен обвинител или обвинителка, ќе видиме како ќе биде. И тука очекуваме да биде правдата заштитена, а тие кои што сега совеста им работи, немирни се, тешко спијат, нервозни се, тоа се гледа по фацијалните експресии на пресконференциите, немирот си го прави своето, сега велат, доаѓа крајот. И кога доаѓа крајот, тие се обидуваат како мачка да рипнат во очи. Но они заборавиле дека ние сме лавови. И ваквите како нив ќе одговараат.